Најпрво сакам да одговорам на едно прашање кое беше отворено во текот на изминатите 2 дена од страна на опозицијата. И ќе го цитирам. Беше кажано дека владата коленичи за да дојдат странски дипломати, за да вршеле притисок како дел од светски заговор и дел од супер непријатели против дел од македонскиот политички спектар, со цел да се обезбедело гласање. Тоа не е точно, бидејќи во Северна Македонија денес е присутен висок представник на најпријателската држава на Северна Македонија, Соединетите Американски држави. Тоа е во Северна Македонија како дел од неговите редовни посети на регионот, бидејќи високиот представник Ескобар е висок представник за Европа и специјален представник за Западниот Балкан. Тоа не е негова прва посета, ниту пак ќе биде последна посета. И во име на тоа пријателство е и оваа денешна средба на која што разговараме токму за работите кои што ги имаме заедно постигнато во текот на изминатите години и што е она пред нас што можеме да направиме заедно. Да не забораваме, ние сме земја членка на НАТО, која е исклучително високо ценета во НАТО алијансата со оглед на помошта која што ја обезбедивме на Украина во нивната борба за слободна држава, самоопределување и одлучување на граѓаните на Украина така како што тие сакаат, а не така како што некој друг сака. Потоа во делот на проширувањето на НАТО и се разбира во делот на нашите евроинтеграции и реформите кои што ги правиме, за што имаме голема поддршка од Соединетите Американски држави од првиот ден на нашата независност. Вчера имавме вечера со почитуваниот гостин и како и секогаш тоа е пријателска и значајна средба со заменик помошник државен секретар на Соединетите Американски држави за европски прашања, како што кажав, и специјален представник за Западен Балкан. Соединетите Американски држави биле и се и ќе бидат со нас во текот на сите клучни процеси за демократскиот напредок на земјата од независноста до денес и се најголем поддржувач на остварувањето на двете клучни стратешки цели на државата, а тоа е членството во НАТО, кое што го остваривме, и она што следи, членството во Европската Унија. Во оваа прилика, јас сакам да истакнам и да искажам искрена благодарност за придонесот на Соединетите Американски држави во сите овие процеси, како и за личните заложби на господинот Ескобар, кој е денес во Скопје, како во однос на развојот на Северна Македонија, така и во неговите лични заложби за одржување и унапредување на регионалната стабилност на Западен Балкан. Она што разговаравме на денешниот состанок е развојот на настаните и процесот во однос на нашиот евроинтеграцијски пат. Разговаравме за успешниот тек на скрининг процесот, а пред се за отпочнувањето, за процесот на отпочнување на уставните измени кои покрај Европската Унија и Соединетите Американски држави го сметаат за навистина клучен и важен чекор во обезбедувањето на европската иднина и продолжувањето на процесот на европските интеграции на Северна Македонија. Ова е истиот став како и ставот на коалицијата која што ја предводи оваа влада и која што е мнозинство во собранието и е ист со ставот на огромното мнозинство на македонските граѓани кои во над 80% сакаат да бидат дел од Европската Унија. И она што ние треба да го направиме како политичко лидерство е да обезбедиме непречен процес на зачленување на Северна Македонија во полноправно членство во Европската Унија. Тука би сакал да посочам уште неколку важни работи или да ги повторам дека преговарачката рамка која што е основа на нашите преговори со Европската Унија е документ одобрен од сите 27 земји членки на Европската Унија, поддржани од наши стратешки партнери, и преговарачката рамка содржи услови кои што ние треба да ги исполниме и исто така Европската Унија да исполни своите обврски кои што ги презели и кои што веќе ги исполнуваат.
Нов договор нема да има, ниту пак има можност за репреговарање на преговарачката рамка, како што некои политичари истакнува, меѓутоа гледам дека во последно време дека таа реторика се помалку ја користат после сите деманти кои што ги добија од високите представници од Брисел и земјите членки, односно нивните лидери. Со оваа преговарачка рамка која што Северна Македонија има, која што е одобрена во Собранието, и како што сме го потврдиле и денес повторно разговараме со господинот Ескобар, имаме целошна заштита на македонскиот јазик и идентитет и имаме можност да се движиме напред кон градење на подобро и попросперитетно општество за граѓаните на државата. Воедно, билатералните односи со Бугарија се токму тоа, билатерални односи, и нема да влијаат на процесот на евроинтеграции, и што е уште поважно, што уште еднаш потврдивме дека нови барања согласно преговарачката рамка не може да има и секогаш ќе имаме поддршката на нашите искрени пријатели во делот на транспарентноста и во делот на објективноста на сите процеси кои што се водат.